Вакцините против пнеумокок и ротавирусот од почетокот на наредната година ќе бидат задолжителни за сите бебиња во државата. Но целта според здравствените власти е оправдана, бидејќи ќе спречат тешки заболувања и сериозни компликации по здравјето на најмалите од опасните бактерии и вируси. Според болничките евиденции, секое второ дете во градинка има бактеријата стрептокока, а родители за да ја заштитат ја бараат вакцината во диспанзерите. Со дополнување на календарот, од Министерството за здравство велат дека ги исполниле сите препораки од Светската здравствена организација. Оваа година ќе се распише тендер да се обезбедат вакцините за сите деца во државата. На овој начин ќе се спречи морталитетот и морбилитетот, бидејќи овие заболувања предизвикуваат тешки заболувања кај децата до 5 годишна возраст, а ротавирусот до 2 годишна возраст. Во земјите од Западна Европа се задолжителни веќе години наназад, велат од Министерството. Бактеријата Streptococcus pneumoniae предизвикува тешки болести. Тука спаѓат менингитите, септичните состојби, пнеумониите, може да се јави како предизвикувач на воспалување на увото, кој што може да оди со тешки компликации. Ротавирусот, тоа е вирус кој што се јавува како причинител во над 30% од појавата на цревните инфекции кај децата. Покрај проширувањето на календарот за вакцинирање, здравствените власти ќе го модернизираат и процесот на имунизација, особено кај вакцините кои децата ги примаат на 6 и 14 годишна возраст. Дитепер и полио. Сега полио нема да биде со капнување, туку заедно како една вакцина. Тоа е за вакцината што децата ја примаат на 6 годишна возраст и дитеперот на 14 годишна возраст, прецизираат лекарите. Ова возраст од 2 месеци до 5 години се применува конјугираната форма на вакцина за Streptococcus pneumoniae. Вакцината за ротавирус се почнува од 6-та недела и првата доза треба да се даде во текот на првите 15 седмици. Надлежните не очекуваат отпор кај родителите за новите вакцини, а од септември планираат и обука на здравствените работници за подобра примена на овие измени. Со дополнителниот календар за имунизација велат дека ќе бидат заедно со земјите од регионот.